Научнава изложба, почитувани, е насловена "Минатото, сегашноста и перспективата на стрелачкиот клуб Кавадарци", на која се презентирани околу 200 експонати, поврзани со овој спорт. Воздушни и малокалиберски пушки и пиштоли, награди, пехари, плакати, фотографии и слично, преку кои ќе имаме можност да го презентираме развојот, успесите, тоест историјата на овој спорт на стрелачкиот клуб Кавадарци. Клубот, како што ми кажали постарите колеги, се третира дека започна во 1949 година, кога е оформен и Стрелачкиот сојуз на Македонија, значи после војниот период. Наши ентузијасти од тој период се нашле, ете имаме и ние среќа да се зафатат со оваа работа, да работат. Во почетокот клубот екзистира и настапува како стрелачка дружина Сташо Пинџур. Значи потоа на плакатите што ги имам и дипломите може да го сретнете тоа име. Во тој период мислам дека поголем дел од активностите на тоа друштво се со гаѓање со малокалиберска пушка, која се одвива на одстојание од 50 метри од метата и во 3 става, лежечки, клечечки и стоечки став. Се одвивала и активност со гаѓање со боева пушка, значи познатите со калибар 7-9 мм, кои што дисциплини постојат на оддалечност од 100 метри на 300 метри, па и некоја чудна дисциплина со гаѓање на балони. Значи две групи се такмичат меѓу себе, едниот ги ништи балоните на другата група и со тоа го декласира од успесите. Некаде од 68-та година, според плакатите што ги имаме изложено, нашата дружина, нашиот клуб со активностите им помага на клубот во Охрид и клубот во Задар со парични средства за донации за изградба на нивни стрелишта, малокалиберски стрелишта. Денес Стрелачкиот клуб е здружение на граѓани кој што работи со свој управен одбор, кој што управен одбор донесува секакви одлуки околу перспективите на спортот, во кој насоки ќе се движи, одлуки за чланарини, одлуки за учество на меѓународни надпревари и така натаму и така натаму. Целта на клубот е да го подобри стрелаштвото, да го воздигне на повисоко ниво. Моментално дечињата кои што членуваат во клубот се во пионерска категорија и се од 10 до 14 години, после тоа преминуваат во младинска и сениорска категорија. Нашиот клуб исто по статутот има обврска да соработува со секакви институции. Значи тука се полицијата, тука се Сдруженијето на пензионери кои морам да ги похвалам, веќе 14 години ревносно доаѓаат и тренираат и освојуваат први награди на регионални и на државни надпревари во нивната категорија. Морам да се пофалам дека нашиот град, за разлика од некои поголеми градови во нашата држава, го има катчето наречено спортско стрелиште за воздушно оружје, кај кој што некои идни и сегашни деца и младици кои што имаат афинитети за овој спорт, имаат место каде да се покажат. За разлика да речеме на Струмица, едно Куманово, го нема тоа што го имаме ние. Експонатите ги имавме. А како ги имавме? Ги имавме за тоа што некои луѓе ревносно и труделјубиво ги чувале, ги складирале, правеле една архива. Така да во овој дел би сакал да кажам дека за човекот кој што има најголема заслуга за овие експонати, за резултатите кои се постигнати и кои што во денешно време малку стагнираат, а што треба ние доправа да ги повториме и дури да ги надфрлиме. Човекот кој што ќе приметите дека го има најмногу по овие сите слики, дали во црно-бела боја, дали во боја. Човекот кој што минатата година доби 7 септемвриска награда за заслуга во спортот за општина Кавадарци. Човекот чие што
презиме е синоним за стрелаштвото, па би рекол на Балканот. Значи, нема во која држава да прашате, а да не го знае тоа презиме. Човекот кој многу пати, за да не се прекини некоја работа, брцнал во својот джеб и дал својот буџет, за да помини преку препреката. И да не должи многу, тоа е господинот Благој Пешич, на кого му благодариме за досегашната работа,